Власта се пофали со намалената инфлација, но експертите предупредуваат дека состојбата не е ни малку за фалењето и состојбите и натаму се неизвестни. Тоа што инфлацијата се намали за 1% и во јули изнесува 8,4% на годишно ниво, според експертите е сигнал, но благодарение на глобалните фактори, а не на мерките кои ги промовираше владата. Поранешниот советник во Министерството за финансија, сега вработен во Виенскиот економски институт Бранимир Јовановиќ, предупредува дека власта мора да внимава. Од и доправа следи тежок период како за граѓаните, така и за стопанството. Сега цените почна да растат, така што апсолутно не може да се зборува за тоа дека инфлацијата е ставена под контрола или дека состојбата е надмината или кризата е надмината, туку напротив се забележува и мало влошување на состојбата. Она што е според мене најважно да се разбере дека цените нема никогаш да паднат, никогаш нема да се вратат на состојбата од пред 2 години. Млекото веќе никогаш нема да биде 40-50 денари како што беше пред кризава. Млекото, јас бев во Македонија пред 2 недели, а млекото беше 70 и нешто денари. Тоа е исто колку што го плаќаме тука во Виена. Економистите предупредуваат дека притисокот врз цените допрва ќе оди нагоре, посебно во есенскиот и зимскиот период, за кога се најавуваат и повисоки цени на енергенсите. Владиниот адут за повисоки плати од септември, но само за јавниот сектор, сам по себе е недоволен за да го амортизира шокот, велат експертите. Скоро секој ден некој бара повисоки примања и владата тоа постојано го одбива. Епа не може така. Ако сакате да викате дека се борите против инфлацијата, се фалите дека животниот стандард се зголемил 30% во вашето време, треба тоа да го покажете со конкретни мерки. Треба на сите овие што бараат повисоки примања да им излезете во пресек. И додека живеачката станува се поскапа, во меѓувреме во собранието се турка по високото ДДВ за дел од прехранбените производи. Наместо 5% тоа ќе порасне на 10%. Претходно данокот на додадена вредност за струјата се врати на 18% и покрај реакциите од експертите и опозицијата дека во овие услови тоа е избрзан и погрешен чекор. Според државната статистика, трошоците на живот за јули се зголемени за 1% во споредба со јуни, а цените на мало пораснале за 1,6%. Според реномираниот Евростат, инфлацијата во еврозоната се намалува поради падот на цените на енергенсите. Во регионот од нас полоша е само Србија, а Албанија, на пример, е дупло подобра од нас, односно таму инфлацијата во јули изнесувала 4,2%.